Лицемерието на ВМРО ДПМН по кој знае кој пат повторно се покажува на дело. Обструира, кочија и никаде ги немаше. Со Ковачевски и Ахмети наместо во ЕУ, Македонија отиде во друштво со Суринам, Индија и со Тунис. Тоа е така затоа што криминалот и корупцијата станаа заштитен знак. Ваква е вообичаената слика за политичките партии која сме навикнати да ја гледаме секојдневно во медиумите. Пинг-понг на постојани обвинувања преку пресконференции, соопштенија и контрасоопштенија за тоа кои се полоши, покорумпирани и во кој блок има повеќе криминалци. Меѓутоа, надвор од оваа црна рамка, побаравме млади партиски активисти од кои сакавме да слушнеме каква е нивната визија за оваа држава. Настрана идеолошките разлики, навистина најдовме млади политичари чии размислувања и ставови многу често излегуваат надвор од партиските пранги. Александар Саша Димитриевик е млад партиски активист во СДСМ, актуелен советник во општина Газибаба. Бојан Никовски пак, по убедување десничар и младински активист во најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Разговарајќи со овие двајца млади луѓе на исти теми одделно, дојдовме до изненадувачки позитивен заклучок дека тие се всушност повеќе слични отколку различни кога станува збор за клучните општествени прашања во државата. Како млади луѓе што живеат овде и засега очигледно му одолеваат на трендот на иселување во некој од западните поразвиени општества, прво ги прашавме колку е земјава добро место за живење за еден млад човек. Ако ме прашувате на она најпроста скала да дадам од 1 до 10 за оценката на состојбите на младите во државата, тоа би било некоја оценка 5. Најреално, бидејќи ние партиските кога ги извадиме розовите очила и кога ќе погледнеме реално, таа е сликата колку и ние да сакаме тоа да биде повеќе. Состојбата на младите во општеството, самите млади ние треба да правиме. Ние сме составен дел од општеството и ние во оваа фаза треба веќе да бидеме гласни, да бидеме тие што ќе ја креираме состојбата во општеството, а не цело време да чекаме некој друг да го направи тоа за нас. Значи ние сме составен дел од општеството и мораме да излеземе од таа комфортна зона дека некој друг треба нешто да ни направи. Ние младите сме тие кои што треба да креираме подобро општество самите за себе. Па сега колку земјава е добро место за живење за млад човек, мислам дека не е можеби целосно правилно прашање, бидејќи прво ние не ја бираме земјата, него бираме општеството во кое се раѓаме. И самото тоа што нешто не поврзува со ова парче земја, нели, генерации наназад, не ни дава можност, не ни дава слобода ние само да толкуваме и само да констатираме што не е во ред во моментов со ситуацијата во Македонија. Мислам дека многу поважно што треба да гледаме е како ние самите можеме да ја подобриме ситуацијата, како ние самите можеме да дадеме еден придонес во тоа Македонија да стане едно поубаво место за живење и да создадеме услови во кои младите ќе може да просперираат, ќе може да го тераат својот живот како што треба. Каква е состојбата сега со младите во Македонија? Тука можеме да почнеме прво од општествената сфера, како според мене најважна со цел да се поттикнат овие промени за кои зборував, а тоа е дека постои едно повисоко ниво на апатичност кај младите. Гледаме дека 60, 70, 80% од младите би се одселили и сакаат да се одселат од Македонија доколку имаат шанса за тоа. Така што сметам дека токму овој проактивен пристап би требало да се преземе и во општествената сфера, односно сите ние да сватиме дека самите треба да ја направиме оваа промена. Меѓутоа, чекајќи ги промените предолго, голем дел од младите луѓе веќе се надвор од земјава. Статистиките за иселување се немилосрдни, па според податоците на Евростат, вкупно 460.000 луѓе во последните 10 години со документи веќе станале граѓани на некоја европска држава пред државата воопшто да ги почне преговорите со ЕУ. Има две фази. Едната фаза е тие што мора да одат, и едната фаза е тие што сакаат да одат во странство. Тие што сакаат да одат во странство од аспект на напредок во кариера за да се дообразуваат, тоа не треба многу да не загрижува, треба да не загрижува што во последно време многу млади одат од што мораат да одат во странство. И главните причини се според мене, според моето видување во досегашно и според моите врсници со сите што разговарам, немањето на систем, големата корупција и партизација на општеството. И на тоа сите млади и сите ние како млади политичари, млади чинители во општество мораме да работиме, бидејќи тоа е нешто што ги одвраќа младите да останат тука и тука да почнат да креираат нешто, бидејќи знаете како во што и да влезете, доколку знаете дека нивото на корупција е големо, доколку знаете дека немате систем и не е сигурно тоа што ќе почне да го работите, тоа ве мотивира да го гледате излезот негде дека надвор и мораме
веќе да го заборавиме на анекдота дека во Македонија има два излези, едниот на аеродромот во Охрид, едниот во Скопје, че тоа мораме веќе да го заборавиме бидејќи сме доведени во ситуација бројките кои што ви ги кажувате се реални бројки и страшно е што голем дел од тие бројки се луѓе кои што се во првата категорија дека морале да заминат негде, не дека сакале за некоја усовршување, за напредок во кариера, за нешто што е од тој тип. Гледаме дека не само што сакаат да се одселат, но туку и како главни причини за одселувањето младите луѓе ги наведуваат прво непотизмот и корупцијата кои постојат, бидејќи дури некој да сака да цели кон кариера во државната администрација или во некоја јавна сфера, гледа дека тоа не е возможно без оние врски традиционални што постојат нели во нашите општества. Понатаму можеме да заклучиме дека имаме едно лошо образование, поточно високото образование, и затоа многу млади луѓе, барем моите пријатели и моите врсници, се одселуваат во потрага по подобри услови за студирање, а потоа и за продолжување на професионалната кариера, каде што ќе ги стекнат потребните вештини. Но она што јас највеќе би рекол дека е број еден проблем, бидејќи ние немаме само одлив на мозоци, она што се вели за одселување за подобри образовни услови, туку имаме и одселување на работоспособно население. Односно луѓе кои сакаат да работат, кои сакаат да се самосталат од своите родители, кои сакаат не само од родителите, туку да се самосталат и од целата држава, да не зависат од никого. Тие напуштаат државата бидејќи овде нема доволно работни места. Имаме недостаток на перспективи, не може на толку лесен начин да се започне бизнис, немаме мотивација да започнеме нешто сопствено и свое. Така што сметам дека треба да обрнеме внимание овде, треба да создадеме една бизнис клима, треба да создадеме економски услови каде што секој млад човек би заклучил дека самиот може да направи нешто што е вредно, сега во ова време на технолошки напредок, на глобализација, дека може да се заработува и од Македонија, дека може да се има солиден, добро платен живот и во Македонија, така што сите заедно велам ќе придонесеме за да се подобри оваа состојба. И Александар и Бојан целиот образовен процес го поминале овде во земјава. Па од тука и прашањето, од прва рака да слушнеме кои се најголемите причини поради кои што од училишните клупи излегуваат полуписмени деца, факт што го докажува PISA тестирањето, а универзитетите воопшто не се рангирани на Шангајската листа меѓу најдобрите. Видете, според мене неколку работи кои што треба во образованието да се поправат, треба системски да почне таму да се работи. Во целиот мој образовен процес ние бевме сведоци на експериментирање во образованието. Образованието според мене е сфера во која што не смее да има импровизација. Значи, најмалце, бидејќи нели знаеме дека е основен столб на една држава образованието, и најмалце каде што треба да има импровизација, тоа е образованието. Ние сме сведоци дека наназад 20 или 30 години имаме низа на неуспешни проекти во образованието, како доаѓала нова гарнитура на власт, дали тоа бил министер за образование, дали тоа била цела владеачка структура, сме смислувале нови проекти, но сме копирале нови проекти кои што се на некој начин неприменливи за нашиот систем, за нашиот менталитет и за нашето образование. Најпрво треба да видиме да се направи одреден систем во образованието каде што ќе нема импровизација и каде што одредени работи ќе имаат природен тек и понатака. Во делот на образовниот процес нешто што според мене е голема фалинка е немањето на практични знаења и практични вештини. Многу од младите завршуваат кај нас, затоа викаат имаме одлични млади кои што имаат одлично познавање од теорија, но во делот на праксата не е таква ситуација и мислам дека прво нешто што мораме да направиме е стекнување на оние скилс кои што се независно во кој дел на образованието, дали тоа било средно образование, дали било високо образование, дали било некоја виша школа, ние произведуваме кадри кои што подоцна се нефункционални од кои ќе го завршат образовниот процес. Еден од главните проблеми е тоа што нашето образование е премногу статично и не е воопшто флексибилно. Значи ние имаме еден систем кој датира може 30, може 50 години наназад, каде што ние одиме во основно училиште, одиме во средно училиште, одиме и на факултет само за да научиме некое теоретско знаење, да го примениме кај себе за надеж дека потоа со таа диплома ќе успееме да си најдеме сигурно работно место, дали во државна администрација или во некоја институција, без при тоа да имаме премногу перспективи. Сметам дека образованието најпрво треба да почне да се менува во тоа да се нуди повеќе практична настава. Јас како студент на политички студии на правниот факултет, иако можам да кажам многу позитивни работи, бидејќи сум стекнал огромно искуство, огромни знаења, ние сепак не сме имале никаква практична работа и искуството кое го добиваме во институции на работни места е многу повредно од целата факултетска диплома. Она што дополнително би го издвоил е дека нашите генерации, по-конкретно моите врсници со кои зборувам, се повеќе и повеќе се гласни оние идеи дека дали вреди воопшто да се оди на факултет и дали е подобро тие 4 години, 5-6 години, колку и да се искористат за собирање на практично знаење, за завршување на одредени курсови, усовршување во одредени професии на иднината и слично. Така што кога веќе имаме државен универзитет рангиран на
меѓу последните на Шангајската листа, мислам дека треба прво да гледаме кон тие алтернативни начини за лично усовршување, а потоа и, како што веќе напоменав, преку општествениот активизам, преку политичкиот активизам и секаков поинаков, да се активираме малку да го поправиме целокупната состојба во образованието. Очигледно е дека двајцата млади политичари делат исти општествени вредности, но главното прашање што се наметнува е колку нивниот глас се слуша внатре во партиите и колку допира до политичарите кои носат одлуки. Дефинитивно, секогаш треба да идеме со девизата дека може подобро. Ако ме прашувате дали со тек на години е зголемена внатрепартиската демократија, тоа сигурно одговорот ќе ви кажам дека е да. Дали може подобро од ова? Може сигурно подобро од ова. И мораме секогаш како млади да се стремиме да биде и подобро. Во делот на внатрепартиска демократија, според мене, зависи од тоа колку одредена структура, која што е во моментот раководство младинско, ќе се избори самата да биде нејзиниот глас слушнат. Доколку ние имаме раководство на младина независно во која политичка партија, која што е поповлечено и помалце се бори за младите, таков ќе биде фидбекот и да речем од сениорите во таа партија. Значи, гласот на младите ќе се слуша онолку колку што они ќе бидат гласни, онолку колку што ќе се борат за своите права, да не влезат во комфортна зона во која што ќе бидат задоволени одредени потреби на поединци и подоцна се заборави таа некоја широка слика која што треба да се исполни, треба да исполнат младите. Конкретно, ако ме прашувате во Социјалдемократскиот сојуз во однос на социјалдемократската младина, мислам дека сме на едно завидно ниво за македонски услови на внатрепартиска демократија и на слушање на гласот на младите во моментов. Иако сме голема политичка младина, процентот на млади луѓе кои се вртат кон партиите е се помал и помал. Сега ние треба да ја смениме таа слика и можам да заклучам дека има една многу позитивна промена во однос на тоа. Повеќе млади луѓе се активираат во нашата партија. Повеќе гласот може да се слушне како кај возрастните политичари, така и преку овие локални младински совети што се случуваат на локално ниво. Така што дали има внатрепартиска демократија, велам дека состојбата не е идеална, секогаш може подобро, но сепак гледаме еден позитивен тренд, една позитивна промена каде што преку различни органи, преку различни комисии на партиите, преку различни иницијативи, предлози и преку овие странски меѓународни домашни организации кои действуваат преку граѓанскиот сектор, можеме да поднесеме иницијативи, можеме да поднесеме значајни чекори да преземеме со цел да се видат овие промени кои сакаме да ги видиме. На половина од разговорот со двајцата млади политичари, активисти во двете најголеми спротивставени партии, веќе беше јасно дека размислуваат речиси идентично, но сосема различно од вообичаената дневна партиска реторика која дополнително ги поларизира граѓаните. Ги прашавме Бојан и Александар дали и колку им пречи тоа. Дури на мене како член на партија, каде што секојдневно учествувам во следење на целата политичка состојба, ги следам сите соопштенија од едните и од другите партии, бидејќи нели мора да видиме во текстот сите промени со сите случувања. Сметам дека ова е една многу негативна слика која влијае негативно не само кај мене, туку и кај многу пошироката јавност, особено оние кои не се занимаваат секојдневно со политиката и на толку професионален начин. Сега, она што би го напоменал и често што го спомнуваме дека политиката како и пазарот функционира на една понуда и една побарувачка. И сега доколку партиите во минатото со овие претходни генерации, со повозрастните генерации имаат видено дека функционира таа црна, таа негативна кампања, дека можеме да создадеме една негативна слика и негативна перцепција за некоја друга политичка опција со цел ние да придобиеме, дали со тоа што они ќе изгубат или ние ќе добиеме без разлика. Сметам дека оваа генерацијска промена за која зборувам ќе донесе промени и во тој аспект, бидејќи не можеме ние целиот политички активизам, цело наше политичко действување да го фокусираме врз тоа да го оцрниме нашиот противник, туку треба да биде арена каде што ќе се бориме за идеи, каде што ќе разменуваме мислења, каде што ќе можеме да понудиме на граѓаните нешто што би било вредно за кое тие ќе гласаат за, а не да гласаат против. Видете, на секој млад човек нормално е да му пречи, бидејќи во ова море на фейк ньюс секојдневно гледаме обвинувања само од едната или од другата страна и правдање. Едната страна ако обвинува, другата се правда. Јас се соочувам со многу мои другари, викаат дома не пуштаме уопште македонски канали телевизија, само спорт пуштаме, и кој ги праша човек зашо секој ден сте само на телевизија и се препокувате едни со други. Мислам дека на секого му пречи, мораме да излеземе од тие партиски ровови и мораме да најдеме точки кои што не спојуваат. Пред се тука мислам има толку многу работи кои што може да ги најдеме да не спојат. Цело време треба да наоѓаме нови теми за кои што ќе имаме одреден консензус. Дали тоа било во делот на животна средина, во загаден воздух, ние од Скопје имаме секоја година проблем со загадениот воздух и секоја година ние сме сведоци на препокување од едната и другата страна
кој е виновен за тоа. Сега ние кога секогаш ќе бараме точки што не спојуваат и цело време ќе наоѓаме нови теми за кои што ќе има интерес заедно да ги работиме, ние никогаш нема да дојдеме до точките што не одвојуваат. Тоа што цело време ќе има нешто кое што ќе биде од интерес, од општествен, од јавен интерес, за да ги решаваме како проблеми. Кога ќе го решиме проблемот или кога ќе влеземе во некои црвени линии со проблемот, на пример со воздухот, ќе најдеме нова тема, ќе дојде на ред образованието што го разговаравме, ќе дојдат многу општествени теми за кои што можеме да разговараме и кои што може не спојат. Дајте да видиме кои теми не спојуваат, па кога ги исцрпиме сите теми што не спојуваат, да ги најдеме темите што може да не раздвојуваат, бидејќи ние лесно ќе најдеме тема за која што нема да се согласиме и која што не раздвојува. Овие двајца млади луѓе веќе наоѓаат точки кои може да ги обединат во име на јавниот интерес, додека пратениците и функционерите од нивните матични партии консензус постигнуваат само кога е во прашање партискиот интерес. Секако дека може да се најде и секако дека веќе се наоѓаат такви точки во кои може заеднички да се соработува, но тука би сакал да нагласам дека самата поделба на левица, на десница, на идеолошки партии мислам дека е многу позитивна за едно општество. Бидејќи ние наместо да се поларизираме на дневно политички прашања, ние би требале да се поларизираме како треба да се реши проблемот со студентските домови, како треба да се подобри образованието. А секако јас како десничар и некој како левичар би имал многу различни погледи како тоа треба да се случи. Сметам дека токму оваа размена на идеи, токму конкуренцијата која постои помеѓу младите политичари може да изроди со плод, бидејќи само ефикасна конкуренција, само слободна конкуренција дава резултати, дава плод. Така што верувам, повторно ќе кажам дека оваа ситуација многу ќе се подобри со оваа позитивна промена на генерациите. Заеднички точки можеме да најдеме каде што би соработувале, но сепак би требале многу повеќе да обрнеме внимание на тоа. Ние да го искажуваме нашиот став, останатите да го искажуваат својот став и потоа од таа една поширока дебата, сеопфатна дебата, би можеле да изнесеме еден заеднички став, да изнесеме една заедничка опција со која ќе имплементираме таа промена. Прво мораме да сватиме дека политичкиот противник не ни е политички непријател или не ни е воопшто непријател. Некој за да ти биде непријател треба да ти има нешто лошо направено. А во делот на политички противник ние можеме да разменуваме разни идеи. Можеме да имаме разни решенија за тие предлози кои што ги имаме и за тие проблеми. Но на крај на ден треба тоа да се реши. Сега доколку ме прашувате дали мислам дека е изводливо ние да најдеме некој НЗС со политичките противници, не непријатели, мислам дека може, дека политичката гарнитура која што следува и која што треба да дојде и да раководи со партиите за одредени години, мислам дека мора веќе трендовите се движат натака, бидејќи луѓето повеќе не сакаат да гледаат политичари кои што ги наоѓаат само точките на разединување. Сакаат да гледаат политичари кои што ќе ги најдат точките што ќе ги спојат. И мислам дека самото општество по природен пат ќе направи самиот систем да проба да се спои, да пробаат да излезат политичари кои што ќе најдат одредени точки кои што ги спојуваат. Ние идеолошки можеме да имаме разлики, но тоа ништо не менува во тоа каков воздух дишеме јас и вие, во какво образование, низ каков образовен процес повинуваме, какво здравство имаме. Тоа ништо не менува од аспект на тоа. Така да, општествените прашања за кои што мора да има консензус, за кои што мора да има црвени линии, мора да бидат прашања кои што и двете партии, политичарите и од едната и од другата партија ќе имаат ист став како таа работа треба да се реши. Овие млади политичари очигледно можат да им држат лекции дури и на повозрастните, а нивните размислувања несомнено влеваат надеж во време кога ситуацијата во земјава делува безнадежно.